еден начин е односот помеѓу студентот и професорот. Ние таму во Америка, сега мислам и на други места, ние се сеќаме како да сме вработени за студентите. Студентот е наш работодавец, јас сум негов работник. Јас сум таму да му спремам нешто, да го научам и на тој начин мислам дека студентот барат право од професорот, исто како ќе дојде кај тебе некој мајстор, ќе му бараш право, ќе си имаш право да му кажеш како сакаш да работи и било како таму. Имав многу успех, не многу, ама имав голем успех кога предавав на универзитетот во Охрид. Тоа беше, јас бев првата генерација странски професори таму, скоро сите бевме странски професори. Имаше 3 девојчина од Ресе, не ги памтам сега имињата, тоа беше пред 20 години, ама многу и сите професори бевме странци. И многу беше чудно на македонските студенти од односот на професорот према нив, дека ние навистина сакавме што подобро да ги подучиме, дека ги почитувавме студентите. И таков начин некако не се прифаќаше тука. На други факултети што имам предавано, кога го слушам професорот да му вика на студентот, да развикува, тоа за мен не беше многу лошо чувство. Тоа беше еден начин. Друго, во врска со предавањата, за студентот, секогаш професорот не беше тој што со инка му става знаење на студентот, него го подучуваме студентот како самиот да се учи. И тој систем некако не е прифатен тука.